би рекол, цел ни е да организираме надпреварувања од голем шаблон, например како државно првенство, да го официализираме и да го направиме првото државно првенство во Македонија во овој спорт. Калистеникс е спорт кој што станува се попопуларен. Калистениксот се содржи од повеќе вежби, тоа се згибови, пропаѓања, склекови, чучњеви. Исто така може да ставиш и дополнителна тежина, но претежно калистениксот се вежба со состојна тежина. Организацијата веќе постои скоро 2 години. Организираме групни тренинзи, организираме хуманитарни настани, исто така организираме и надпреварувања. Би сакале да го најавиме државното првенство кое што ќе се одржи на 17 мај на иста оваа локација со почеток во 11 часот во општина Аеродром. Самото пријавување го пределивме да биде до 15 мај до 12 часот вечерта, каде што секој надпреварувач што е заинтересиран ќе ни испрати на нашиот мејл strivelka@makedonija1@gmail.com име, презиме, во која категорија ќе се такмичи и многу битна работа е неговата телесна килажа. Од која причина? Бидејќи само такмичење е поделено во дисциплини. Имаме 80 кила и 80 плюс, односно 2 категории, каде што ќе се работи подивит, односно со својата телесна килажа. Имаме килажа до 80 и плюс 80, имаме weighted категорија, каде што се прават згибови, се прават со 32 кила, каде што се прават пропаѓања со 50 кила, и се прават чучеви според неговата телесна килажа. Исто тука се поделени 80 и 80 плюс и имаме една категорија женска, тоест апсолутна категорија. Победникот, тоест првото место, освојува 180 евра плюс ваучери и суплементација, второ место 110 евра плюс ваучери и суплементација и трето место 70 евра плюс ваучери и суплементација. Наградниот фонд важи за сите тежински категории и за сите дисциплини. Идни планови на Street Workout Македонија се многу групни тренинзи. Исто така би сакале да го најавиме Grizzly Cup 2026, кој што се одржува по втор пат. Тоа е интернационален куп кој што е отворен за сите надпреварувачи од цел свет. Може да се надпреваруваат и се одржува на Козјак. Ние со овој спорт се занимаваме повеќе од 7 години. Подоцна јас се занимавам повеќе од 7 години, Корас се занимава повеќе од 3 години. Едноставно приметивме дека на луѓето им треба нешто ново, од таа причина другари меѓу себе што вежбаме, што дружиме, рековме дај да направиме нека организација каде што ќе биде бесплатна, луѓето ќе избираме и ќе можеме да се дружиме и да вежбаме едноставно. Моментално сме во соработка и поддршка од страна на хардкор менталитет, позади која стои Нино. Самиот хардкор менталитет не е некоја групација на вежбање, туку идеологија, така што секој млад човек, секоја здрава особа, која ќе дојде на тренинг, да си помисли на тој момент хардкор менталитет и да не се откажува и да го заврши тренингот како што треба.